Запрепастувачки се бројките на невакцинирани деца во Скопје. Дури 50% од нив немаат примено вакцина за дитепер. Од Државниот здравствен и санитарен инспекторат предупредуваат дека ситуацијата е алармантна во главниот град. Додека во внатрешност имунизацијата со оваа вакцина е на 95%. Директорката на инспекторатот вели дека неодговорноста на родителите нема да се прости. Таа е децидна. Нема да има исклучоци од правилото. Секое дете кој ги нема примено сите дози вакцина против голема кашлица да не се прима во градинка. Согласно првичните информации кои што ги добивме од терен, можам да кажам дека скоро 50% од децата кои посетуваат градинки на територија на град Скопје се невакцинирани со дитепер или се нецелосно вакцинирани. И лично сметам дека е поразителен факт за ова општество. Младеновска ја демантираше информацијата дека по вакцинирањето со дитепер децата треба да седат дома 21 ден. Од наша страна таква мерка не е издадена, ниту пак од Министерот за здравство, ниту пак Комисијата за заразни издала таква мерка. Апсолутно е неточно дека треба 21 ден дома да седе после вакцина. Што се однесува до приватните градинки, од инспекторатот велат дека и тие ќе се контролираат еднакво како и државните. Во вакциналните пунктови ситуацијата е драматична. На дел од родителите им е загрозена екзистенцијата затоа што нередовно ги вакцинирале децата и сега се потребни месеци за да се надополнат дозите. Родителите во најголем дел ги одобруваат ваквите мерки и велат дека и самите во континуитет инсистираат на почитување на истите. Сепак за некои ваквите мерки се задоцнети, доколку имаме предвид дека Центарот за јавно здравје Скопје по препорака на Комисијата за заразни болести прогласи епидемија на голема кашлица уште пред месец дена. Но се чекаше Министерството за здравство да му наложи писмено на ДСЗ за ваквите воредни инспекциски надзори.